Почитувани, СДСМ продолжува да објавува вистината за Кочани. Прашуваме, зошто во ниеден момент обвинителот Коцевски, министерот за внатрешни работи Тошковски и премиерот Мицковски не се осудија да го коментираат потеклото на пиротехниката која го предизвика пожарот во дискотеката Пулс, која зеде 62 млади животи, а повредени беа 200 млади луѓе. Зошто истрагата досега не дојде до сознанија од каде потекнува пиротехниката во клубот? Зошто МВР на Панче Тошковски досега не испита кој нелегално во Македонија шверцува пиротехника и како пиротехничките средства завршиле во дискотеката Пулс комната вечер? Дали доколку се дознае потеклото на пиротехниката, истрагата ќе дојде до најблискиот периметар на луѓето околу премиерот? Сада само прашува дали постои пријава во обвинителството дека потеклото на пиротехниката во дискотеката Пулс е од фирма на најблиското опружување на Мицковски. Зошто досега обвинителството не постапило по оваа пријава? Дали обвинителството воопшто ја внело во евиденција ваквата пријава? Имено, сопственикот и одговорното лице на фирмата е лице од блиското опкружување на Мицковски од Струмица. Дали оваа компанија била задолжена за организација на партиските митинзи на ВМРО ДПМНЕ? Дали е ова причина поради која Христијан Мицковски ја попречува истрагата на обвинителството, а со тоа не дозволува истата да го има правилниот тек? Дали, впрочем, Мицковски цело време го штити еден од своите најблиски соработници, а со тоа се штити и самиот себе? СДСМ нема да дозволи да останат неказнети одговорните лица за пожарот во Пулс, во кој животот го загубија 62 млади лица, а 200 беа повредени. Нема да дозволиме Мицковски да ја попрече истрага